Вести на Канал 8, добар ден. Улицата Маршал Тито да се преименува во ВМРО е најновиот предлог што ќе се најде на разгледување пред Советот на општината. Освен неа, нови имиња треба да добијат и други улици во Кочани, меѓу кои и една што беше преименувана пред известно време. Дел од граѓаните пак не се согласуваат со предлогот. Маршал Тито ќе стане ВМРО, ако мнозинството во Советот на општината даде поддршка на предлогот што доаѓа од Комисијата за култура, образование и спорт. Една од најстарите улици во Кочани треба да го промени називот, откако веќе 60 години го носи името на некогашниот претседател и маршал на заедничката југословенска држава, чиј составен дел беше и Македонија. Иако таа претходно не се најде во списокот улици кои треба да добијат нови имиња, на седницата на комисијата бил даден дополнителен устен предлог називот да биде променет. Со тоа, по преименувањето на плоштадот, сега ќе се изгуби последното обележје што го носи Титовото име. Исто така предложено е и улицата Иван Серафимов, која претходно се викаше 22 октомври, повторно да се преименува. Иако сегашното име го доби пред неколку години, новиот предлог е таа да се прекрасти во Петровденска. Граѓаните само иницијативно преку социјалните мрежи веќе најавуваат мирен протест поради намерата на локалната власт. Упатен е повик за собир пред салата на Советот, каде треба да се одржи седницата, на која меѓу другото ќе се разгледува и предлогот за промена на имињата на улиците. Писмено барање до градоначалникот и Советот упати и Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, која ги повикува советниците да не го именуваат името на улицата Маршал Тито. Една од причините за тоа е, како што се наведува, големиот придонес на некогашниот претседател за самобитноста и идентитетот на македонскиот народ, како и за економскиот и друг развој на македонската држава. Освен тоа, членовите на Сдруженијето сметаат дека граѓаните кои живеат на улиците, кои ќе добијат нови имиња, ќе бидат изложени на непотребни трошоци за менување на личните документи и сета друга документација поврзана со имотните и други права. Утврдување на приоритетните задачи за подобрување на заштитата на учесниците во сообраќајот и намалување на ризичните места е приоритетот на кој ќе се работи во наредниот период. Тоа беше единствената точка за која на работен состанок расправаше Советот за безбедност во патниот сообраќај. За поефикасна заштита и зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот неопходно е да се утврдат приоритетните точки на дејствување на сите субјекти вклучени во оваа проблематика. Поради тоа, Советот за безбедност во патниот сообраќај одржа седница на која главна цел беше да се разгледаат иницијативите и предлозите за подобрување на безбедноста во сообраќајот на патиштата и на улиците во Кочани, но и во соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. Ова е единствена точка на дневен ред со цел, значи поединечно, од прибирани иницијативи или пак одредени предлози од страна на граѓаните да бидат разгледани од колективното тело на Општинскиот совет за безбедност и истите со заклучоци да бидат доставени до општините на разгледување, па доколку може и да се планираат за буџетот во идната година. Велковски рече дека во моментот главна цел на Советот е да се преземат превентивни мерки за намалување на критичните точки на кои е загрозена безбедноста на учесниците во сообраќајот или пак соодветни активности за спречување на порастот на сообраќајни прекршоци. Треба прво да ги разгледаме, значи секој од членовите на Советот ќе ги даде своите идеи, па после тоа ќе биде разговарано, дискутирано и ќе разгледаме, секој има констатирано на одредени места, значи одредени проблеми, па ќе бидат разгледани и ќе видиме најприоритетните сигурно што ќе бидат разгледани и мислам дека ќе допринесат за подобрување на состојбата. На состанокот имаше и конкретни предлози од членовите на Советот за безбедност во патниот сообраќај, а кои се однесуваат на поставување соодветни физички препреки, односно така наречени лежички полицајци, за да се намали брзината на движење на возилата. Исто така беа изнесени идеи за определување на одделни улици во градот на кои е потребно да се воведе режим на еднонасочен сообраќај. Утврдените заклучоци од седницата ќе им бидат доставени на разгледување на општинските совети на трите локални самоуправи во регионот. Жетвата на уризот се уште не е завршена за земјоделците од Чешиновско и Спанчевско. Преполнетите ниви со вода ја отежнуваат работата на комбајните, а тешко се изнесува и веќе ожнеаниот род. Доцни крајот на жетвата на оризот на полињата во Кочанско. Повеќе од 100 хектари во атарот на селата Спанчево, Соколарци и Чешиново се уште не се ожнијани, иако комбајните се влезени во нивите.
Проблем е високото ниво на вода во ризовите површини, што предизвикува заглавување и чести дефекти кај механизацијата. Практично, нивите останале под вода уште за време на вегетацијата. Исцедувањето било невозможно, а дождливото време дополнително ја влошило ситуацијата. Земјоделците не се големи оптимисти, оти ќе успеат целосно да го соберат родот. Нема шанси. Нема. Ќе остане нешто, многу ќе остане у полето, не може да се собере. Комбајните више пропаѓат, не може да се користиме, да жнеат. Тракторите ни пропаѓат, не може да одат низ воата. Пропадливо и мораме да жнееме и на рака жнееме. Земјоделците почнаме на рака, собуваме се боси, со чизми не може да жнееме, пропаѓат ни чизмите. Пропаѓат до стомао горе. Не може да колку души со комбај заглават, па иде друг го влече со друг комбај и те така носат дрва, ципеници стават да заграба тоа, речи го, гасеницата, да може да излезе некако. Дури она што веќе е ожнеено тешко се изнесува од нивите. Полните вреки стојат во полето и механизацијата не може да влезе од длабоката вода и кал. Тракторите заглавуваат, па неопходна е дополнителна помош да бидат извлечени на коловозот. Трактор само не вода гледаш, гол трактор не вода. Мора гледаш и друг вика да влече. И не бидува. Земјоделците тврдат дека ова не е прв пат жетвата на оризот на овдешните површини толку да се растегне. Слично искуство имале и во изминатите години, но барем до средината на ноември родот веќе бил прибиран. Свесни се дека годинава и тој рок ќе биде пробиен. Ќе поиме ноември, може и нова година ќе не фане за нова година. Чекаме нова година и со српа у полето ќе жнееме. Дадоме си ги трошковето, и ѓубре, и води за прскање, и сите работи. Нафта, натам, а што ќе биде, како ќе биде, не знам. Прво може да собереме. Дел од оризопроизводителите, разочарани од слабиот принос, но и од најавите од и цената на белиот ориз е околу 50 денари за килограм, тврдат дека се подготвени и да ги остават нивите неожнеани. Шегувајќи се на сопствена сметка, додаваат дека со парите што ќе ги заработат, нема да ги покријат ни трошоците за жетва и за изнесување на вреките. Наставниците кои имаат повеќе од 2 години работно искуство ќе добијат трансформација на работниот однос. Во кочанските училишта такви ги има повеќе од 20. Трансформацијата на работен однос ја немаше повеќе од 1 година со цел да се увиди реалната состојба со потребни наставници заради проблемот со намалување на бројот на ученици, а со тоа и паралелките во училиштата. Годинава се планира трансформација да добијат повеќе од 20 наставници. 1 година помина како добро се направи анализа, се согледа потребите и сега ќе имаме можност, значи оние кои што имаат повеќе од 2 години работно искуство да добијат трансформација. Онаму секако каде што ќе има услови и каде што нема да се создаде вештачки технолошки вишок. Точната бројка на наставници кои ќе добијат трансформација се уште не е утврдена, затоа што директорите на училиштата треба да ги изготват документите потребни за трансформацијата. Што се однесува за спортот во училиштата, ќе се организираат општински надпревари по кошарка и фудбал. Ќе се формира и општинска лига во пинг-понг. Како и секоја година, значи општина Кочани заедно со спортските работници во училиштето, односно наставниците по физичко и здравствено образование, организираме регионални или односно општински надпревари по кошарка за машки и женски и фудбал исто така за машки и женски. Значи имавме обиди да направиме и една општинска лига во пинг-понг, а за ракомет и одбојка сепак ги подготвуваме условите и доколку и сме во можност и ваква општинска лига ќе формираме. Инаку трансформацијата ќе се случи онаму каде што има услови за такво нешто, за да не дојде до создавање технолошки вишок во одредени училишта. Речиси сите општини се во процес на формирање на младински совет. Општина Зрновци предничи во постапката за формирање на вакво тело на микрорегионот. Блиските општини ги почнуваат активностите за формирање на општински совети. На последната седница на Советот на општина Зрновци е донесена одлука и статут, а изборот на 5 членови ќе се одржи в понеделник или вторник. Во Кочани Советот на последната седница исто така донесе одлука за формирање на вакво тело. Но во овој сегмент предничи Штипскиот совет на млади кој што е формиран во 2009 година, а во сегашниот состав работи 1 година и досега има реализирано неколку проекти. Во советите се бараат млади на возраст помеѓу 16 и 29 години.
Советот на млади во рамки на општинските совети е замислен да функционира како мониторинг на локалната политика, пред секога се во прашање одлуките што директно ги засегаат младите. Советот на млади треба да ги артикулира и младинските прашања, како и да биде тело за промоција и реализација на секоја идеја иницирана од младите, која локалната власт може да ја поддржи. Според програмското ветување на владеачката партија, со формирањето на советите на млади во општините во Македонија, ќе се направи првиот чекор кон зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Тие ќе представуваат представничко тело на младите во рамките на советите на општините. Државниот совет за млади како независна организација ги застапува интересите на младите на национално и меѓународно ниво, преку што се очекува дека ќе се зголеми директното учество на младите во процесот на донесување одлуки на национално и меѓународно ниво. Редовна крводарителска акција спроведува полициските службеници вработени во полициската станица Кочани. И оваа акција помина успешно. Дарувани се 29 единици крв. Трета и последна крводарителска акција годинава спроведе полициската станица од Кочани. И оваа како и изминативе две беше успешна, бидејќи за дарување на скапоцената течност се пријавиле 29 вработени во кочанската полиција. До сега има пријавено 29 колеги да даруваат крв. Сега за сега 18 колеги даруваат крв, али до краја на акцијата мислам дека сите ќе даруваат крв. За 2015 година повторно чекаме да добиеме план и програма, така да планирано е повторно да бидат спроведени 3 акции за 2015 година. Додека не ја добиеме програмата, ќе видиме така да сега за сега акцијата тече одлично. Полициската станица од Кочани во текот на годината спроведува 3 крводарителски акции, преку кои вработените во полицијата ја покажуваат својата хуманост и ја даруваат скапоцената течност. Акцијата ја спроведува службите од трансфузиологија од Скопје. Имаме и од негативните кои се поретки, така да до сега мислам дека имаме и од сите крвни групи. Добро, Кочани како е во споредба со другите градови? Па Кочани е одличен, мислам. Источното на Македонија е ставно најдобар води во крводарувањето. Мислам дека сите акции се исполнува предвидената бројка на дарители, така да годишниот план за градот се остварува, мислам, на предвидени акции. Полициските службеници несебично учествуваат во акциите 3 пати во годината. Па до сега дававме многу капки крв, значи се надевавме дека ќе стигнат по право време и на право место. Но некој најмногу му е потребна. Пати вие дарувате крв? 5 пати. Како се чувствувате кога знаете дека со тоа спасувате нечи живот? Па добро. Убаво. Ќе продолжите и понатаму, затоа што станува збор за релативно мала бројка, но сепак можете да дарувате и понатаму. Да, секако ќе продолжиме. Од минатата година крводарителската акција што ја спроведува полицијата не се меша со граѓанските акции, а тоа значи дека крв даруваат само вработените на ПС Кочани. Девети поред саем на книгата организира Кочанската библиотека Искра во рамките на одбележување на месецот на книгата. И годинава богата понуда на книги и наслови од 7 реномирани издавачки куќи. Реномираните познати издавачки куќи и годинава ќе им понудат богата и разновидна литература на кочанските граѓани. Библиотеката Искра по 9 пат организира саем на книгата, кој годинава ќе започне од 14, а ќе трае до 20 ноември. Задоволни сме што ќе го одржиме овој саем на книгата, бидејќи со појавата на фискализација на пазарот, еве и при продажба на книги, се намалија спремните учесници меѓу издавачките куќи, така што успеавме да привлечеме 7 издавачки куќи оваа година, кои нудат богата продукција на книги. Тоа се издавачките куќи 3, Арс Ламина, Ѓурѓа, Култура, Наша култура, потоа Матица, на штандот на Наша култура, исто така покрај со нивната продукција ќе биде збогатена со продукцијата на книги и од други издавачки куќи како Мартина, АЕА, Сакам книга и Просветно дело. Во рамките на месецот на книгата кој се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, Кочанската библиотека Искра спроведе повеќе активности, меѓу кои општинскиот надпревар млади библиотекари, од кои најдобриот се надпреваруваше на републички во Велес.
Понатаму промоција на книгата Билките на Бабарада, како и литературниот караван на членовите на Копнеш нискочанските училишта кои се уште е во тек. Отворањето на саемот е закажано за 14 ноември во 12 часот. Проследете ја спортската информација. Организацијскиот одбор го подготвува годинешното издание на мемориалниот турнир Андонов Колев. Тој и годинава ке угости само домашни надпреварувачи. Во организација на боречкиот клуб Спартак на 22 ноември ќе се одржи 18-тиот поред мемориален турнир во борење Андонов Колев. Турнирот е востановен во знак на сеќавање на двете боречки легенди кои прерано ги завршија своите животи. На турнирот ќе учествуваат младите сили на водечките боречки клубови во Македонија: Балканец Штип, Бучим Радовиш, 7 мај Прилеп, Лирија Скопје, како и домакинот Спартак Кочани. Учесниците ќе се надпреваруваат во пионерска и кадетска конкуренција. И годинава турнирот ќе се одржи во спортската сала во Основното училиште Никола Карев во сабота со почеток во 10 часот. Борењето полека но сигурно ги губи позициите. Некогаш голема гордост на спортско Кочани денеска го снајде истата судбина како и другите колективни и индивидуални спортови. Турнирот е мемориален, но е вистинска шанса за покажување на квалитетите на подмладоците на клубовите со кои Кочани до пред некоја година го споредуваше рейтингот, но заостана далеку зад поголемиот дел од нив. Сепак клубот располага со неколку таленти, но дали ќе успее да се консолидира финансиски останува да се види. Мемориалниот турнир Андонов Колев порано имаше и меѓународен карактер, без оглед на фактот што учесниците воглавно доаѓаа од соседните земји. Годинава, како и последните неколку, на турнирот ќе настапат само домашни борачи. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.